И Агенцијата за млади и спорт и Сојузот на спортските федерации, како и Македонскиот олимписки комитет, ја прогласија Милијана Релич за најдобра млада спортистка за 2023 година. Младата 20-годишна студентка по бизнис и менеджмент долги години е влюбена во таеквондото. Таа верува дека водена од тренерот Александар Евтимов може да го оствари својот најголем сон – да добие олимписки медал. Екипата на утринската програма на телевизија Алфа имаше можност да види како изгледа еден нејзин тренинг во училиштето Наум Наумовски Борча. И еве што вели Милијана за својата љубов кон таеквондото. Милијана, од колку години тренираш таеквондо и зошто ја одбра токму оваа боречка вештина за твој омилен спорт? Таеквондо тренирам од 8 години, значи веќе се занимавам со овој спорт 12 години и уште како малечка во основното училиште кое што учев, моите родители сакале да спортувам некој спорт и во школата имала само игроорна и таеквондо и тие се одлучиле за таеквондо. И така започна се. Како изгледа кога едно мало девојче тренира таеквондо? Па на почетокот, например, мислам дека сите одат бидејќи родителите ги запишали и сето тоа е рекреативно, бидејќи сме се уште малечки деца и не знаеме точно што сакаме, но подоцна со созревањето, со турнирите, со освојувањето на медали, мислам дека доаѓа онаа желба за професионален спортист. Кој беше твојот прв голем надпревар на терен надвор од нашава земја? Мојот прв голем надпревар беше во Шведска, тоа беше Президент Купс и еден од најбитните турнири каде што се собираат поени за олимписката ранглиста. Што е најважно во таеквондото? Во таеквондото е најважно да собираш поени и да бидеш секако на врвот. Колку девојките кај нас се запознаени со овој спорт, односно со оваа боречка вештина и познаваш ли и други млади девојки што се занимаваат со таеквондо? Секако кај нас има многу млади девојки кои што мислам дека го гледаат примерот на мене и на Дејан и кои што сакаат да бидат успешни и ги следат нашите стапки и после медалот на Дејан на Олимписките игри овој спорт многу повеќе стана познат и луѓето дознаа за него. Ти започна да нижеш успеси, уште додека се надпреваруваше како јуниор и продолжуваш да чекориш по истиот пат сега веќе во сениорска конкуренција. Може ли да ни ги издвоиш твоите најголеми досегашни успеси? Така, мојот најголем успех до сега е 3-то место на Европското првенство до 21 година, 5-то место на Европските олимписки игри и 1-во место на Европското клубско првенство во Талин, Естонија. Долго време работиш со твојот тренер Александар. Колку е важна неговата улога во овој спорт и во целиот твој успех? Па он е секогаш тука за мене и мислам дека без неговата поддршка ништо не би било возможно. Он верува во мене и кога јас самата не верувам во мене и секогаш е тука пред турнирите да ми даде поддршка, да ми каже дека можеме да победиме било кој, дека сме способни за тоа и секогаш ми е најголема поддршка. Подразбира ли таеквондото и некаков одреден начин на исхрана или се важни само тренинзите и собледувањето на техника? Не, секако тука е и одморот, исхраната, опоравокот после тренингот, исто тие се многу битни фактори кои што допринесуваат да бидеме најдобри. Ја заврши 2023 година, закитувајќи се со неколку престижни признанија, беше избрана за најдобра млада спортистка на годината, ја доби и наградата Златна Олимпија. Може ли да се каже дека 2023 е твојата најуспешна година досега? Да, мислам дека 2023 беше најуспешна година досега за нас и сите тие награди се доказ за нашата работа и дека се си сплатиш. Какви ти се плановите, желбите и амбициите за оваа 2024 и што може да очекуваме од тебе? Така, оваа 2024 година до сега може би најбитна за нас, бидејќи за 2 месеци од сега се квалификациите за Олимпијадата и се надеваме дека ќе избориме нормално.
Да ни кажеш за крај кој бил најтешкиот надпревар на кој што си се почувствувала дека можеби немаш сила и можеби си била во ситуација кога си сакала да не си таму каде што си? Мислам дека тоа беше сега последниот турнир, европското во 21 година, бидејќи беше последен турнир, бидејќи од следната година нема да можам веќе да се надпреварувам. Имав голем притисок да освојам медал, бидејќи беше последен турнир, но за среќа на крај се испадна добро. Што е присутно во тие моменти? Како успеваш да собереш сила и енергија? Која е твојата водилка во таква ситуација? Па тука е таа желбата за победа и за освојување на медал и тренерот кој што стои позади мене и ме бодри и ми вика дека можам и дека можеме да успееме. Ти благодарам за интервјуто и во име на телевизија Алфа ти посакувам остварување на уште многу бронзени, сребрени, златни медали и гордо да се вее македонското знаме поради твоите успеси. Ви благодарам и на вас.